Посеви на 2000 хектари во Мустафино и Ерџелија страдаат за вода, а земјоделците се избезумени дека ќе одетат во жива пропаст доколку ветената вода во системот за наводнување не протече уште утре. Нема два дена ако има, денеска ја пуштат, утре ја намалат, други ден ја нема. Нема ја. Тоа е катастрофа. Моморуските са умрета пченката. Нема пожатена. Сега и да ја даваш вода, она додека да порасне, и што ќе добиеме ние? Ништо. Џабе е тоа. Поради сушната година, недостатокот на вода беше предвиден поради што од страна на водостопанство бил изготвен план за рестрикција, но планот одамна пропаднал. Имаме претходно рестрикции со договор 5 дена да имаме вода, 5 дена. Кога имаме ние вода, каналов вода нема од кочи не ни пуштат вода. А кога се тера, знам дека треба да откарат и другите соседни села. Не сме ние против да откарат во другите соседни села, Црнилиште, Пеширово или другите села. Али ние кога треба да наводнуваме вода, немаме ни у каналот. Тоа е жива истина. Значи секој тука што е дојден не е дојден одарно. Освен што немаат вода, земјоделците од овие две села немаат ни со кого да разговараат. Државниот службеник, наместо да ги решава, тој креирал дополнителни проблеми. Слободно можеме да кажеме, понаш се многу нешалантно и грубо према нас. Не ќе никаква соработка да има. Ние до сега не сме имале раководител на водна заедница со оваков однос. Вода нема. Ќе не прима, ќе разговараме, ќе ја решиме ситуацијата. Толку дена треба да има рестрикција, договореме се. Колку може да издржат и растенијата. А сега немаме никаква соработка. Дури си заканува дека ќе видите вие, ќе ве ставам јас уред со тие зборови на колеги мои водокорисници. Значи тоа е крајно безобразно од него. Ургентноста на ситуацијата наложи интервентен контакт со министерот за земјоделие, кој со земјоделците се слушна во моментот на протестите. Вашиот проблем е итен и министерството ќе направи се за да го реши. Им порача министерот Трајан Димковски на земјоделците. Крајот од разговорот за земјоделците беше голема надеж, бидејќи за утре во 13 часот е закажана средба на министерот со нивни представници. Кој ќе биде епилогот ќе се знае утре, но во случај водата да не протече, земјоделците порачаа. Бараме подхитно, още до вечер и утре, водата да се пуште и да дојде раководитело, да имаме координација со водокорисниците. Ке блокираме автопатишта да чуе и премиеро или погоре до Скопје мора да идеме да штрекуваме. Друго нема екзистенција, ние од ова екзистираме.